Од почетокот на грејната сезона во Охрид се бележат вкупно 29 пожари на оџачки канали на станови и куќи кои се затоплуваат со дрва. Постојани се апелите од надлежните за редовно одржување на оџачките канали, но бројките говорат дека години наназад има скоро исто случај. Во 90% случаевите опожарени оџачки канали, значи најголема штета се предизвикува на самите објекти околу кровните конструкции. Значи одредени простори во објектите, нормално се создава голема температура во самиот оџак, доколку и непрописно е кровната конструкција изградена со тие греди, тавански работи кои луѓето ги складираат, значи се случува голема катастрофа. Поредмено со изминатите години, ево ланската година, во истиот период, заклучно со почетокот на грејната сезона до денешниот ден, сме имале 26, значи бројките се скоро исти секоја година. Ние често испраќаме апели, особено пред почетокот на грејната сезона, граѓаните да бидат совесни, да се ги проверуваат оџачките канали, димоводните, навремено да ги чистат, да бидат внимателни и слично. Во Охрид лиценцирани оџачари нема, но во пресрет на граѓаните излегуваат вработените во територијалната противпожарна единица Охрид. Лиценцирани оџачари во Охрид нема, меѓутоа територијалната противпожарна единица има неколку пожарникари, колеги исто оџачари, кои секако излегуваат во пресрет на граѓаните кога имат потреба. Барани се обично пред почетокот на грејната сезона. Тие редовно што ги одржаваат оџаците секоја година ги повикуваат. Според правилникот изготвен од Дирекцијата за заштита, еднаш месечно во сезоната за грејење и еднаш вон сезоната за грејење, треба да се чистат оџаците на објектите на органите на државна управа, единиците на локална самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите за заштита и спасување од пожари на луѓе, додека 2 пати месечно во периодот во сезоната за грејење и еднаш вон сезоната за грејење за домаќинствата. Надлежни се Дирекцијата за заштита и спасување. Тие имаат изготвено правилник по кој треба посебно колективните згради, објекти да се придржуваат на нив. И во тој правилник е пропишано редовно да се одржува, значи тие имаат инспекцијски надзор, колку сега тоа во пракса функционира, не можам да ви кажам точно. Еднаш годишно предвидено и чистење на вентилационите канали и отвори за резервни оџаци со приклучоци во зградите што користат парно, воздушно и водено централно грејење.